Благодарам, председателка, почитувани колеги, почитувани присутни. Јас најпрво ќе кажам дека ние како пратеничка група ќе се произнесеме позитивно по овој предлог закон, но има забелешки кои што треба да ги знаете. Прво, овој предлог закон за жал во себе содржи и дискриминаторски одредби. Кои се тие дискриминаторски одредби? Имавме многу луѓе кои што според мене со преголема ригорозност беа казнувани за време на карантинот или полицискиот час во време на пандемијата, и дел од тие луѓе веќе имаат платено или парични казни, или имаат некој, за жал, оние кои што не биле во можност да платат парични казни, истата им била преточена во затворска казна, имаат одлежано и затворска казна. И сега овој закон е дискриминирачки затоа што оние кои што не стигнале на ред заради преголема гужва создадена од извршната и судската власт, сега нема да платат казни, нема да одлежат затворска казна, што е добро и се согласуваме, но прашањето е кој ќе им компензира на луѓето кои што по иста основа веќе платиле казни или одлежале затворска казна, а не се опфатени со овој закон. И затоа сметам дека оваа дискриминирачка основа е најголемата фалинка на овој закон. Втората работа што исто така покажува колку во правосудството колку има несразмерно и невоедначена примерно на законодавството е следниот пример. За разлика од судовите во Скопје, кои што најчесто изрекувале во периодот од 2020 година до јуни 2022 година, Основниот кривичен суд во Скопје има донесено 750 пресуди. Овде станува збор за казнени налози кои биле приговорени, па судот закажал рочишти и донел пресуди, со кои што 1310 лица се огласени за виновни за кривично дело, член 205 и 206 од Кривичниот законник. И осудени се 7 лица на казна затвор, 994 лица на парични казни, 86 лица на условни казни, 6 лица на условни казни со заштитен надзор, 201 лице на општо корисна работа, 5 лица се ослободени, за 19 лица се одбиени обвинителните предлози. Напоменуваме дека казните и казнената политика не била воедначена, бидејќи за разлика од судот во Скопје, кој пресудувал парични казни од 620 евра во просек, зборам, судот во Гостивар пресудувал парични казни во просек од 120 евра за истото дело. Дополнително, затворските установи веќе пренесле уште пред 7 месеци дека физички нема услови ниту можности за сместување на 1300 лица во затворите. Тоа значи дека казнената пракса и примената на законите во Основниот суд во Скопје е поинаква за ист закон, за ист член, за ист прекршок од казнената пракса и примената законите во Основниот суд во Гостивар. Тоа исти судски систем или различен судски систем? И тука нас ќе ни кажува Весна Дамева, председателката на Судскиот совет, која што исто избрана на дискриминирачка основа на таа позиција, дека зошто имаме или немаме доверие во правосудството. Па еве зошто немаме. Ако ве фатат во општина Илинден, добивате казна од 1000 евра, ако ве фатат за ваков прекршок во Форино кај господинот Джафери, добивате казна од 500 евра. Тоа е разликата. Затоа сметам дека овој закон покажува колку многу судскиот систем е неусогласен и за работа која што би требало да биде едноставно согласена, и да напоменам дека овој закон се носи само заради насилната политика која што тогаш ја водеше министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Тогаш покажуваше ригорозност за ништо. Човек во општина Илинден, затоа што пошол да си го посети својот роднина, пензионер, кој што немал кој друг да го посети, е казнет, бил излезен за време на карантин, е казнет, човекот одлежа затворска казна во општина Илинден. За жал, веќе сега и тој починат.
и кој ќе го врати тоа назад со овој закон или кој ќе ги врати паричните казни на тие што веќе ги платиле. Така што сметам дека има неколку грешки кои што треба да ги знаеме. Прво, невоедначена казнена политика, не може за ист прекршок во Скопје да бидете казнет со 1200 евра, а во Гостивар со 500 евра. Не може за ист прекршок некој да одлежи затвор или да плати казна, а некој да не одлежи или да биде пардониран за тоа, и не може председателот на државата да знае, кривичниот суд ова му го кажал на председателот на државата пред 6 месеци и тој не мрднал со прст за ова да се направи порано. Ако овој закон се донесеше пред 6 месеци, може би дискриминацијата ќе се сведела на минимум. До тогаш имале платено казни може би 100 луѓе или 20 одлежале затворска казна и слично, и тоа е дискриминација, и еден да е дискриминација, но денес веќе имаме 300-400 луѓе кои што платиле казни или одлежале затвор, и колку што поминува времето, толку е поголема дискриминацијата. И за ова најголема одговорност носи Министерството за правда заради неажурност и председателот на државата затоа што изигрува англиска кралица, прима странки и не превзема никакви действија. Благодарам многу.